Прво ме интересира идеологијата на вашата партија, целта и ориентација, лево или десно. Вака ние, како што е познато во јавноста, од 21 јануари на седница на Централниот комитет донесовме две одлуки кои што слободно можам да кажам дека се од историско значење за Македонија. Првата одлука е од аспект на партијата, ние донесовме одлука понатаму, наместо како Народно движење за Македонија, во иднина да настапуваме под називот Единствена Македонија. А втората одлука исто така многу битна од аспект на државата, ние дефиниравме залагање кој значи стратешки пресврт во надворешно политичките приоритети на Македонија, што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазијската економска унија. Значи тоа се две стратешки определби за кои ние сега се залагаме и кои сме длабоко убедени дека во блиска иднина ќе се остварат. Зошто е потребно за Македонија да биде поблиску со Русија и со Азијското унија и не со НАТО и Европска унија? Па ние не сакаме во организации како што се ЕУ и НАТО, каде што се промовираат либерални вредности и кои што сакаат да ни променат име, идентитет, јазик, култура. Исто така веќе отворено заговараат редефинирање на државното уредување на земјата, исто така заговараат рекомпонирање на политичкиот систем со некакви мапи веќе за кантонизација на Македонија, а од друга страна ние имаме барем еден сојуз со Русија, каде што воопшто не го доведа во прашање територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, не го доведа во прашање нашето име, нашиот идентитет, јазикот, културата и сега тука да не наблегувам, значи со Русија не врзуваат силни историски врски, религиски врски, исти јазик, култура и што е најбитно, Македонија во сојуз со Русија го обезбедува опстанокот на државата и просперитетот на народот. И сега во Македонија народот ја има сликата пред себе, искристализирани се две мислења. Едното е ВМРО ДПМН и СДСМ кои сакаат Европска унија и НАТО, едната сме ние како Единствена Македонија со која што бараме сојуз со Русија и членство во Евразиската економска унија. Како што кажав, ние во блиска иднина веруваме дека овој историски, стратешки сојуз со Русија ќе се реализира. Ако зборуваме за членството во вашата партија, колку е бројот? Видете, членството во Македонија е релативна работа. Вие сега гледате ВМРО СДСМ кои што се фактички иста партија, нивните членови имаат книжки по неколку партии. Така да ние само можам да кажам дека од 21 јануари до тогаш имавме 25 општински комитети во партијата, за овие веќе преку 2 месеца нашиот број е 42 општински комитети, со тоа што во планот што не е зацртан, многу брзо ќе слушне јавноста, некаде крајот на април-мај ние имаме во план да покриеме некаде околу 65 општини во Македонија, што значи и верувам дека многу брзо ќе видите дека Единствена Македонија ќе биде голем партнер и противник на двете партии, ВМРО ДПМН и СДСМ. Оствари тоа е една партија која ние викаме Погреб за Македонија, во која се сочинуваат СДСМ и ВМРО ДПМН и ние сме убедени дека на наредните регуларни избори Единствена Македонија ќе победи. И од тие, дали имаат различни етнички припадности? Имате пример во партија албанци, турци, боснаци? Доминантно население, доминантно членство е македонското, имаме еден дел срби и турци. Други, како што ме познато сега немаме. Дали во блиска иднина планирате некоја коалиција од некоја политичките партии во Македонија? Па видете сега со кого да коалицираме. Јас кажав, на една страна се ВМРО ДПМН СДСМ и со 20 на сателитски партии во нивните коалиции, бидејќи во Македонија од 55 политички партии сите тие се набутани во нивните коалиции. Значи тие јасно кажуваат ВМРО ДПМН СДСМ, ЕУ и НАТО и се залагаат за либерални вредности. А кои се тие либерални вредности? Хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, а од друга страна се нашите традиционални вредности, семејни вредности, почитување на национален и религиски идентитет. Така да тоа се две спротивставени гледишта, бидејќи едната групација ВМРО ДПМН СДСМ на 27 години ја уништува Македонија, додека Единствена Македонија сега со стратешкиот сојуз ќе го обезбеди опстанокот на државата, така да многу сме спротивни во погледите во однос на едината на државата и не гледаме потреба за коалиција. Вчера во вести гледавме во Министерството за внатрешни работи на Русија ја става Македонија и амбасадорка Македонија во листата на Non Grata, бидејќи сите последни случања. Кој е вашиот коментар за ова? Не, Русија не ја става Македонија, тоа беше реакција на Русија на непријателската и странна одлука, што ја презема Никола Димитров од Министерството за надворешни работи и тоа беше една вообичаена реакција на држава во меѓународните односи, но побитно е што ние
Со оваа одлука Димитров длабоко го вознемери македонскиот народ и направи една невидена провокација спрема братскиот народ на Русија, така да ние само можеме да кажеме многу брзо новата легална власт на единствена Македонија ќе ги поништи сите овие одлуки на антидржавна и на антимакедонска основа. Дали со ова мерка, како ја коментирате, дали почна да се зарадуваат дипломатските односи со Русија на Македонија? Па видите, јас во неколку наврати во јавност кажав дека за оваа одлука не стои македонскиот народ. За оваа одлука стојат политичките елити во Македонија, кои што се длабоко купени и корумпирани од Европската унија. Оти гледате, сите наши премиери по заминувањето на власта заминуваат како најголеми капиталисти. А тоа богатство го прават со знаење на европските бюрократи од НАТО и ДЕУ, откако први ќе ги корумпираат, ќе ги купат и сега гледате управуваат со нив. Сега во Македонија не управува Зоран Заев или претходно не управуваше Никола Груевски, него тука управува Джезбели како гувернер на совиден гувернер на Македонија. Така да ние ова практика ќе се сечеме со корен. И последно прашање, ми интересира за пилотите за финансиската поддршка на единствена Македонија од каде? Мака, финансирањето на единствена Македонија согласно законот од чланарини, донации и средства врз основа на остварен резултат што ги добива од буџетот. Бидејќи знаете, според закон за финансирање на политички партии, партиите според постигнатиот резултат добиваат по 15 денари од освоен глас. И благодарам.